Ти денес си сега дел од еден нов филм, кој што Така е. допрва ќе го гледаме ние овде во Македонија, станува збор за кино љубов. Така е. Кино љубов е еден проект кој исто така е направен од љубов. Направен е од сите луѓе што го реализираа филмот, сите луѓе што го напишаа, што се трудеа да го склопат тоа како еден филмски продукт, пред се сценарио, па понатаму филмски продукт, па понатаму целата реализација на филмот и актерите што играат внатре, сите тие до последен поединец се влюбеници и во театарот, и во филмот, и во својата работа, и во својата професија. И така излезе овој филм на површина. Се работеше во период кога беше корона, но и во период кога една група на луѓе, без разлика од која професија, но во рамките на нашата уметност, филмската уметност, исто така не добија шанса да работат и да си ги реализираат своите идеи. Се собравме и направивме еден филм, да речем првенче во Македонија на начинот на снимање и начинот на играње, затоа што Само да независна продукција е тоа, државата има тука нешто. инди продукција, независна продукција без денар дадено од државата од било кој сегмент. Продолжете за Значи онака со на мускули, со силна волја и силна љубов. Кино љубов е приказна за лична приказна, да речеме на неколку луѓе кои преточивме во филм и каде што филмот досега помина на 11 светски фестивали, го чекаат уште 3 или 4 фестивали сега во скора иднина и тоа многу скоро тука во Загреб, Италија, Турција. Понатаму знам дека уште неколку фестивали, но за тоа најдобро ќе зборуваат продуцентите на филмот. И секаде реакциите се такви какви што ги очекувавме и такви какви што ние ги вложивме во филмот. Луѓето, најобичниот народ, љубителите на филмот ги препознаваат емоциите и препознаваат нешто што стои во секој човек како исконска нишка во ДНК-то. Што е вистински човек, што е емоција и како ние се однесуваме со луѓето. Инаку кино љубов во однос на тоа дека е првенче, како што го реков, во начинот на снимање, затоа што се работи за one take филм или филм во еден кадар. Што значи тоа? Што значи тоа? Тоа значи дека нема кадрирање, значи нема кадар крупен, па широк, него камерата се вклучува и додека не заврши филмот, не се исклучува. Сака да ми кажете дека за 90 минути е снимано се одеднаш? Да речеме двата дела, Добро. едниот дел 40 и нешто минути, другиот дел 40 така, и нешто минути, значи воопшто не се исклучи камерата. Значи тоа не подразбира совршена подготовка само на актерите, туку на целокупниот тим што стои за тој проект, како што кажавте, независна продукција на луѓе. Бара подготовка и на тонецот, и на камерманот, и на светлото, и на оние што се занимаваат со реквизита и со сцена, и на актерите, не режисерот, на сите, буквално. Кога ќе се старта камерата, кога ќе каже режисерот Јани Бојаджи акција, тогаш сите се потполно сконцентрирани и внесени во тие 45 минути. Се вложите целосно таму. И вие како актери, и како режисери, продуценти, сниматели, камермани, мислам се е тоа. Можам слободно да кажам за другите, да, дека се вложија, а за себе ќе кажам дека нема начин и нема проект во кој не сум се вложил целосно. Секогаш сум тврдел и сум кажувал, ако во било кој проект, дали е тоа театарски проект, дали е тоа филмски, серија, мал, било каков камерен, голем, ако не се вложиш 100%, тогаш подобро не излегувај на сцена и не почнувај со работа. Нема квалитет ако не се вложиш 100%. Тогаш знаеш дека од себе го вадиш најдоброто и го даваш најдоброто. Го препознаваат тоа луѓето.